Штип има премногу проблеми со водоводната мрежа. Од година во година бројот на дефекти е се поголем, па решение за ова мора да се најде што поскоро. Заедно со јавното предпријатие ИСАР направивме анализа според која во 2020 година од јануари до март имало 73 дефекти. Во 2021 година во истиот период имало 83 дефекти. Додека пак оваа 2022 година дефектите во водоводната мрежа се дури 163 на број за период од само 3 месеци. Со цел комплетно решавање на проблемот со водоводната мрежа, Јорданов предлага целосно заменување на примарната мрежа и тоа со парите од референдумот кои 28 години стојат неупотребени. Општина Штип, сакајќи да излезе во пресред на граѓаните, веќе активно размислува и ќе превземе конкретни чекори за продуктивно искористување на замрзнатите 1,2 милиони евра пари од самопридонесот. Граѓаните на Штип ќе биде потребно да излезат масовно на референдум, затоа што ова прашање е од општ интерес. Последните примери за поголеми дефекти каде луѓето со денови остануваа без вода за пиење се улицата Борко Талев, како и населбата Железничка. Имавме низа на дефекти изминатите 3-4 дена, а дел решивме од нив, на дел сме на решавање. Во моментот се врзува последниот дел од заменетата водоводна мрежа, со што ќе се стабилизира водоснабдувањето. Но ова не е стално решение, како што каже градоначалникот, мораме да направиме напори да обезбедиме средства да се замени целата примерна водоводна линија, со што повеќе проблеми со дефекти и со водоснабдување би немали. Дали предлогот на градоначалникот Јорданов ќе се усвои, зависи најпрво од консултациите кои ќе се одржат, а потоа и од граѓаните на општина Штип.